Добро вечер и добре дојдовте во Fairplay. Ова е уште едно саботно попладне кое што ми е драго дека ќе го поминеме заедно. И покрај тоа што изминатите денови ни беа, би рекла, тажни, не многу ведри, посакувам спортските успеси, спортските теми кои ги одбравме за вас и пораката дека во секоја сфера од животот е потребен Fairplay, ќе успееме успешно да ја испратиме до вас. Затоа бидете со нас на Телма. Мојот прв денешен гостин е еден од најведрите и најмаркантните ликови на домашната спортска сцена. Публиката го сака заради неговата енергија на теренот, а и добро го препознаваме по неговиот имидж, односно стил. Тоа е нашето актуелно и добро познато либеро во репрезентацијата, а и актуелен играч на одбојкарскиот клуб Вардар. Ви ја представувам приказната на Дарко Ангеловски Шаби. Иако одбојката можеби не е меѓу најпопуларните спортови во Македонија, тој со сигурност е еден од најуникатните и најхаризматични спортисти на домашната сцена. На теренот не може да не го забележите Дарко Ангеловски Шаби, секогаш ведриот либеро на македонската одбојкарска репрезентација и актуелен играч на одбојкарскиот клуб Вардар. Тој е дел од златната генерација, која во момент кога не постоја никакви очекувања, во 2019-та се пласираше на Европското одбојкарско првенство. Дарко е роден на 4 февруари 1994 година во едно од познатите скопски маала, каде што живее и денес, а од малечок ужива популарност меѓу соседите поради енергијата која ја носи. Нас, на домашен терен, со гордост не пречека. Добре дојдовте прво во моето мало, во Мичурин, што е малце од постарите мала во Скопје. Као што може да видите, пред неколку години ни изградија нови игралишта, нови тука за дечиња играње, нови клупи ни стаја, дека претходно беше малце по така старинско. Цел живот сум тука, познатиот Шаби во втората зграда што живе. Популарен си кај тебе во мал? Нормално тука, да не одиме до продавничката, дека ќе има тука многу време ќе ни одземат мештаниве тука што се. Поминуваш ли многу време, имаш ли уште пријатели овде со кои што се собирате и се дружите до ден денес? Па, како што знаете, ово мислам дека остана малце од поредките мала што остана тој малски живот. Да ја кажам, од 18 години па до 80 години сите си се дружиме тука, како што може да видите има клупи и една вечер си поминуваме тука на клупите, многу убаво со малските другарчиња. Кој има таму? На посебно убава енергија наидовме и во неговиот дом, каде што пред се владее спортска атмосфера и дух, и веднаш станува јасно од кого Шаби ја наследил харизмата по која е препознатлив. Па сите кажуваат дека е како мене во карактерот, па сега па е. Да. Иначе ние сме општо позитивни дома сите, и сопругот, и синот, и снашката, мислам секогаш е атмосферата позитивна. Кога некои карактеристики човек природно ги носи во себе, тогаш со леснотија ги добива симпатиите од околината. Дарко е познат шоумен уште од детските денови. И дома, а и на спортските терени во Маало. Дарко ко мал, живо дете, тргало. Цел ден во движење. Од надвор не можеше да го собере. Кога почна да оди основна школа, со поголемите деца играше фудбал, да викаат него, све. И за забава, и за фудбал беше атракција во Мичурин. Уште од мал беше? Од мал. А беше послушен или не послушен? Послушен, слушаше кој мал. А сега како расти, све со негови идеи си, тие не ги отстапува од него, не бега од тие идеи што ќе си зацата, така си тера по него. Добро, пргаво, немирно, многу радосно беше, само да кажам, случка. Почна да ни се клатат столиците и масата. Се чудиме од што, не беа баш толку за да се случува тоа со нив. Кога еден ден го гледаме Даре, облеково имаше едни панталони со платка напред со кола, штрафцигер и не знам некои тие алати земал, под столицата се пикнал и работи. Он работи. Што правиш, мама? Поправам. И нас веќе не беше јасно од каде се миша масата столиците. Тој цело време работел нешто што ние не сме го ни приметиле.
Првиот сериозен контакт со одбојката и почеток на неговата кариера Дарко Ангеловски Шаби го прави на 16 годишна возраст во одбојкарскиот клуб Вардар. Во неговото семејство нема сериозна спортска историја, но има сериозен респект и почит кон црвено-црниот култ наречен Вардар. Играше многу добро фудбал, ама кога почна да игра одбојка, ја не знаев, они крија од мене со мајка му. Ја викам предно школа да завршите и после спортот, ама они крија. Ја дознав на крај на 8 оделение кога почна да игра одбојка. Добро, и после дадовте поддршка. После поддршка, да стоја цело време на утакмици, вардарец сум, цел живот за Вардар на утакмици, фудбал, одбојка, ракомет, се го пратев спортот, добро, и ден денес пратев. Од кого Дарко го наследи талентот? Има ли меѓу вас другите некои кои што има спортски афинитети? Нема никој, сам негов. Сам негов? Сам негов афинитет негови способности. Најверните навивачи и најголемите поддржувачи се секогаш најблиските. А да се навива, тоа знае да биде најзабавно на светот или да биде еден од најголемите стресови. Одам, секој утакмица гледам. Ете, некнија гледавме со Шкендија, во Петроваc. И штета е тоа Вардар што нема негова сала за да игра. Шета низ Скопје, бараат сали. Кај да играат? Финансиите им се на нула. А ако најдат некоја сала си плаќаат, килја нивна сала нема. Најискрено ја почнав да сакам одбојка од кога го запознав сопругот. Он ме упати у светото, а нели со брат му, и од сам старт почнавме да идеме на надпревари кога играше Шаби. Кога се роди малиот, и него уште од мал го научивме како и да навива, како да навива за Чичо. Уште од мали нозе гледа одбојка, навива за Шаби, така? Да. Како навиваме за Чичо, мама? Шаби, Шаби, така? Одите ли понекој пати во живо, во... Неколку години од кариерата Дарко ги минува надвор од Македонија во соседна Србија, Романија и Црна Гора, за сега повторно да биде дел од црвено-црните. По неколку годишното репрезентативно искуство во младинските категории, на 17 години станува дел од тимот на сениорската одбојкарска репрезентација на Македонија. Со ова, тој се запише меѓу играчите на златната генерација која иако функционираше во отежнати услови, несоодветни за тренинг, на гостинските надпревари стигнуваше по долгочасовни патувања со автобус. Сепак, во 2019 година овие момци испишаа историја и го обезбедија првиот пласман на Македонија на Европски одбојкарски мундијал во историјата. Од тогаш, препознатлив начин за прослава на победа стана така нареченото одбојкарско оро. Репрезентација, нервоза. Нервоза? Нервоза. Нервоза вие да ги следите на преварите? Нервоза и навивање, ама со игрите една утакмица добра, еден се добар, другото паѓа. Нагло паѓа. А иначе дечките се добри, ама штета е голема што нашите играчи не играат повеќе во странство. Повеќе лигата не е слава, нема играчи за тука. А да играат во странство, лигата ќе не биде јака и репрезентацијата јака. Има некој надпревар на кој што најмногу сте се израдувале за сега, на репрезентација? Има на победите во Словенија. А успехот за пласман на Европско се повтори и годинава, иако овој пат репрезентацијата настапи во послабо светло во споредба со минатиот мундијал и брзо го заврши настапот против најдобрите во Европа. Се нервирав, ама тоа е тоа. Кога сватив дека сето тоа веќе станува нормално, мислам, јас знам дека е тоа, ама се уште не можев да сватам дека не треба да се нервирам. 100% љубов и поддршка подразбираат дека никогаш не постои простор за откажување, дури и кога е тешко, и кога се победува, и кога се губи. А тоа најдобро го знаат мајките. Најтешко ми беше кога ќе дојде негде октомври месец така, кога има утакмици или се враќаше со репрезентација, па кој ќе донесе алишта, торби, кога требаше да ги перам, а немам каде да ги сушам, парно се уште нема, времето ладно, а некои работи му треба, дресови,
чорапи му треба што треба да се сушат, а не може, уклучува фрерна, па пегла, па на фен се сушеше, тоа беше една хајка, една нервоза, едно не знам што да ви кажам. Се случувало ли да дојде дома многу нервозен или некој пат да каже готово, веќе завршив јас со одбојката? 2-3 пати до тоа се случило. Од нервоза. Доаѓа, ама мајка му е тука најголем поддржувач негов. Не смееш, така не смееш. За џабе сум улагало тебе, за џабе сум те перела, мора да продолжиш. И продолжува, и го враќала назад. Утре дента па ранецот, Пак како исто примат? ранецот спакој, мајка му е за тоа задолжена. Го пакува. Терај, Континентал, Александар Палас, кај се собрани таму. И ден денеска го поддржувам, јако понекогаш така ќе дојде, ќе се откажам, што мислам дека веќе дојде до некој врв и не е добро да се откаже. Со Шаби на теренот е најдобро, зашто со Шаби има хемија. Еве зашто е тоа така. Кога се работи за Шаби и кога размислам дали го направи правиот избор за спортот, значи сум сигурен дека сум го направил правиот избор, затоа што немаше да го запознам него. И со неколку збори, значи голем, да кажам, ексцентрик, многу голем другар, многу голема душа, се нервира, значи срцето му е на терен оставено секојаш. Многу сериозно се ја сваќа работата, затоа што е релативно добар професионалец. Сака секојаш да го даде максимумот. Знае да не фати за гуша. Ајде, мора да се игра, мора да се победи, мора... Значи, позитивен во секој смисол. Секоја победа, Шаби е првиот што го фаќа микрофонот. Не го дава на никој. Тоа е една, да кажам, одбојкарска икона, која што не само преку спортот, меѓутоа како човек, како лик локално и на ниво на државата и надвор не представува многу добро свет. Да си кажа со играчите од бојкарска икона, тоа значи не може да посакам подобар гостин и едва чекам таа енергија да ја почувствуваме и во студиото, а и вие пред малите екрани. Добри ден за Дарко Ангеловски Шаби во Ферплей. Добра дојде. Како си? Добро вечер, ствари Повели? супер е како сите гости јас. Денеска Домакински. вака домакински, ама нема да ти го врачам прва, него Аха, ќе дојдеме има ред. на редот вика дека е Добро. многу домакински, од дома си го носиме во. Па видете, јас Да убаво се- реков, човек не може да посака подобро. Еве повелете Јана како Еве вака. најдобра водителка. Убаво да Јас фатат да наш. си ве сместам, Ти може? благодарам, се разбира, И ова е твоето благодарам. место. Повели, добре да уште еднаш во Ферплей. Драго ми е што прифати поканата. Јас кога најавив одбојкар, може би нешто не те знаат, очекува се 2 метра човек дека ќе влезе во студиот. Ти не си баш толку, така? Колку си висок? Јас сум долни 1,80 м, ама се осеќам голем дека сум така. на- Доволни значи не ти пречат во поглед на играта и позицијата, така? Па, ради тоа сум и либеро, да бев повисок, бев нешто друго. Сега, мене ми е така, не само тука одбојката е таа, најнискиот викаат е либерото. Дај ни Да. кратка лекција, особено за тие што не знаеме, јас сум меѓу нив, кои се твоите најважни задачи на терен како либеро? Најважна задача е да се намести прво одбраната, да се намести приемот, да бидеш секогаш во втора линија како одбранбен играч во некој спортови како голман, кај нас е голманот на некој начин либерото, односно јас. И може да приметите во секој спорт, така и во одбојката еден има различен, тој сум јас. Моментално сум препознатлив како што може да приметите вие и Само јавноста, таките да. имаме и посебен дел ќе ги прокоментираме, но да, во секој поглед препознатлив. Слушнавме и од твојот татко дека како малечок играше фудбал. Фудбалски клуб Вардар, заедно со брат ми. Но татко ми дека бевме ние мали не можеше да не носи секој ден. Тренер ни беше познатиот голман Грошев, сега мислам дека е покоен. Баш убави зборови даде за мене и сакав да продолжам, но немавме ситуација, немавме време, односно татко ми не можеше да не носи и малце прекинавме и кај на 15 години тргна одбојката во... Како што те натера да отидеш ета на прв тренинг на одбојка, да речем? Па ни дојде еден професор, наставник, односно во школа, тој беше одбојкарски работник и ме собрати како дечурваме што И ти се скока, допадна? Па ми се допадна, па престанав да идам, па да идам и веќе прва година, бидејќи сум порано тргнат во школа, прва година Беше донесен од лука. тргнав од луката. Да, уче во хемиско 2 години,
таму малце професорите не ме пуштаат да одам на тренинзи, Не беа ми многу да. флексибилни дека отсутствуваш. Да, и се префрли во спортската гимназија, таму ме примија добро, завршив многу добро усвари и Браво. тргна едноставно професионална кариера во мојот живот. Сега, како што кажавме, играч на Вардар, како ви оди со Вардар? Последното коло ви беше многу важно, ако јас добро знам, бидејќи имавте таму некои порази и сега беше важно да се победи. Така, имавме турбуленции на почетокот, односно ја не бев на почетокот во Вардар, имав некои приватни работи да ги завршам, сакам малце да одмарам од одбојката, но приватноста се заврши. Дојде сега малце треба да капне од негде, што се викаат финансии, и да идеме да играме. Се случи да идам во Вардар, беше некој друг договор, но во Вардар дојде поради сите ситуации што се случија во клубот, во со Сега добро пријатели, ти со е? све. Се чувствуваш Сега е добро? добро, супер, одлично е. Како што напомена, игравме против Борец, ги победивме, таа ни беше клучна победа за да влеземе во првите 6. И очекувам дека во првите 6 кога ќе влеземе ќе има некој изненадување, опасно. Добро, ќе видиме тоа, нели, ќе Да. следиме што ќе се случува во текот на сезоната. Така е. Ги спомна, се разбери, финансиите. Може ли во Македонија професионален одбојкар да живее само од одбојка? Не баш. Не баш, и доаѓаат и странци во нашата држава да заработуваат, ама они доаѓаат само за да не бидат дома. Ете, ја бев во странство, но да се навратиме за дома. Еве, како што некој ме напоменува дека сум водовоđија, дека сум пожарникар, да, аз имам струка некоја, а со татко ми го работам тој дел. Кога сум слободен нормално, животна жела ми е да бидам пожарникар. И со тоа се борам за да го успеам. Си се обидел до сега, не знам, да се обучуваш Обиден сум, имам обука за пожарникари пред неколку години, ја завршив и сега да кажам видиме апел животот да е за како вработување, ќе- не, да. има конкурси, сакам да си бидам најнормално, да се покажам најнормално, дека стварно сакам да ја вработам таа работа. Па викам со Господ напред, ако се ослуша некој добро, ако не, па ќе се бориме. Може би еден од нашите најпознати одбојкари некој пат ќе има и таа привилегија да спасува човечки животи. Околу твоите мустаки кратко нешто спомнавме, но предлагам да видиме благодарение на што секогаш ти се во топ форма. Може ли, а потоа Ајде да видиме, ќе ни да. раскажеш и ти самиот? Може. Ајде да видиме кој е задолжен за мустаките на Шаби. Моментално сме на рампа, бербершоп Вито, кој се грижи за мојот изглед. Малце поише за мустаките, него ли за мојата фризура, така да слободно може да видите како ќе се погрижи сега он за мојата лепота. Имам поверение у него, му давам се како што треба, знае више долги години сум кај него, а иначе си имаме едно ритуалче да ми е со кафенце, сокче и почуваме со работа. Сега дознавам дека всушност ти си на некој начин официјален бербер на цела одбојкарска репрезентација, вистина? Да, тоа кога се тука во карантин во хотелот Континентал, Шаби ги носи сите негови соиграчи на третман, кој што би рекол он. Се снаоѓаш лесно со нив или има проблеми? Па со тоа дека Дарко им е координатор, многу лесно ми е. Он ги припрема претходно како треба и што треба и тоа ми ја леснува многу работата. Добро е што нашите граѓани, пријатели, сите останати почнаа да го пратат тој тренд, кој што не треба само да го пратат трендот за мустаките, туку стварно треба да си го проверат и своето здравје. Зашто ние сме малце по-скептични за таквите работи, како не сега јас ќе одам да проверам. Напротив, треба. Напротив треба, зашто никош не знаеме дори не провериме до нашата ситуација каква е и што е. Кај нас никој не го тера трендов мувендот. Никој? Ја ги носам цела војна за цела репрезентација да ги вадам во него. Морам да кажам дека Шаби имаше една многу оригинална идеја да има гуштер фризура на глава, ама неговиот малце ќе беше анорексичен бидејќи има отсуство на косата на некои делови. И отпадна идејата? Па пробувавме да направиме се дека не се откажа самиот, а тоа се деси за 3 месеци од почнувањето на процесот. Финалната проверка и засукување на браковите. Па дај, еве, убаво се засугаш. Тери.
Немојте да мислите дека било што е случајно. Шаби е роден за тие што не знаат на ист датум со Гоце Делчев. Има ли некаква врска тоа со мустаките или не? Па нема, се менја стилови. Јана бушави коси го има в коса, други некои брадички, нешто и ама Брков со стегачот на клава, односно некој што ја вика чалматот во старите. Да, чалмата, да. И... Остана како препознатлив твој заштитен знак. Малку да ми раскажеш за репрезентација сакам. Годинава имавте послабо издание од минатото, ама немавте и тренер. А тој минатиот тренер, Никола Матијашевиќ, и ти немавте баш некоја идеална комуникација. Што беше причината за тоа? Па причината беше затоа што во одредени моменти јас сакав да играм, тој мислеше дека не е доволно така, па промена на моја позиција, па сакаше да дојде до степени да не сум дел од репрезентацијата, како што јавноста не го знае тоа. Па дојде, се квалификувавме на нашето второ европско првенство, па после трна другите, знаете, проблеми. Чекај сега, затоа што син на нашиот бивши селектор е менаџер на повеќето од нашите играчи, па даде отказ, па почна притисоци од сите страни. Ние како за Македонија, тој против нас, се отидовме со нека фаза на нервоза таму, што мислам дека тоа најголем апсурд беше што немаме ниту една победа, а можевме да победиме. Јас сум сигурен во тоа да беше истата атмосфера како што беше на првата. Минатиот. Да. Значи сега баш не е идеално според ова што кажуваш. Па не е идеално, Јана, мислам дека ќе биде добро. Сега следи, сакаме таа Евролига пак да освајаме, ама ако си ја чукне некој главата и да види позади себе какви играчи има, не да гледа преку границите какви менаџери има, мислам дека многу прекрасно ќе биде за сите заедно. Ти веруваш дека имаме доволно добри играчи со оглед на тоа што различни сте многу. Имаме дел од играчите кои имаат интернационални кариери, така натаму со едно темпо работат, други со друго темпо, меѓутоа може да биде и уште нешто плюс од оваа екипа добра? Па има затоа што има дечиња сега, еден Лука Костиш доаѓа младо дете, имаме Стојан Илиев исто они се млади што треба да ги заменат постарите, ја не се осеќам уште кога старијам 27 години, но треба да дојде. Сепак цела Европа не знае дека ние сме тие 7 играчи што играме, 8 влага излага, кој не го знае, тактиката више ние знаат каква ние и да мора да дојде некоја замена да има. Ете Лука Костич имаше можност да игра неколку поена на европското првенство. Европа виде дека и Европа мислам дека виде дека имаме некои млади дечиња, ама тоа ни треба работа. Он игра во Бугарија, он интернационалец, јас бев, сакам пак да одам, другите пола репрезентација се тука, пола се надвор. Значи ви треба сериозна работа малку за да биде подобро изданието, но ајде да слушнеме малку и за тамошната атмосфера. Вашиот физиотерапевт е твој добар пријател, па ајде да слушнеме што кажа за ферплей за нашите гледачи. Здраво Јана, поздрав до тебе и до целата екипа таму што ви е топ ви емисијата, имате моја поддршка. Продолжи така и мора брзо да ги одговорам прашања, пошто ми рекол немам многу време. Опишам Шаби со неколку зборови. Шаби е пред се другар, сака многу да помага, тоа го прави со задоволство, значи не очекува ништо за возврат. И Шаби оствари луд, мислам, у позитивна смисла луд, така да едноставно топ е. Дали знае да изнервира? Па знае да ме изнервира, кога пивне некој пиво и некоја ракија и после многу почна за мара и ми иде на нерви малце, ама нема да се трпи. Во репрезентацијата највеќе му беше се дружи со Марко Стошиш, ама веќе Марко не е со нас, а со неја веќе во репрезентација, така да сега е со Муња, со Филип и се неразделни, исто така и Лука тука се приклучува, пошто е млад и треба да го научат како стојат некои работи. Најчесто недоразбирање има со капитенот, пошто после утакмица кога ја победиме, пример, Шаби сака да пивне некој пиво од мерак за душа и капитенот не дека има нешто, не дека не му дозволува, ама не му е баш по мерак, тоа што Шаби ќе пивне некој пиво, така да тоа малце го иритира Шаби, иначе проблеми и недоразбирање немаме многу во репрезентацијата. Каков и дали се нервира после утакмица, се нервира. Некој се случува и да заспие после утакмица од нервоза и да спие до другиот ден, така до доручек. Дури на доручек да не отиде директно на тренинг да отиде, така да прилив што знае да биде нервозен. Поставам прашање, Шаби, кога ќе те жениме?
Благодарам многу, Стефан, да одговориме веднаш на прашањето околу женачкава. Овој одговор многу мина сакаат да го слушаат. Слушај, ова е, Јана, многу често поставувано прашање во нашето општество, нели? Така е. Кога ќе ме жените, ајде, навала, нека дојде добрата. Немаш- Нека не изгуби, да видиш Ти уште што. си сам, немаш ни девојка. Нема ништо, сега сме сами, слободен. Значи, Па, еве, сите не. девојчиња кои што слушаат, се надевам дека ќе им кажам, значи како беше информацијава. на CV на мейл. Ама шаби не го даваме за секој и тоа да се знае, така да, окей, следниот пат кога ќе дојдеш, нова ситуација да имаме. Не те прашав за твоите амбиции да стануваш градоначалник. Мене упорно не ми е јасно зашто спортистите сакаат да се мешаат во политика, но ништо не видно од тоа. Не се кандидираше, зошто? Тоа беше една мала нервоза од мене, дадена во етер да оди и стварно добро искочи затоа што сите Јас стварно сакав да се кандидирам за градоначалник, но кога ќе видите дека со ни една политичка партија не сакав да се мешам, не сакам да се мешам во политика, сакав сам. Ти сакаше Да всушност иде- добро за твојата општина. Добро да направам, имаше некои проектчиња што сакав да ги направам интересни, да бидат како за младина, за пензионери, за да има пожарна станица во аеродром градоначалниче, имаме нов градоначалник, доволно е да има и тоа една убава работа. Поради вработување. Има знаете кој да- како има кој да има кој работи, да, ги точно поврзат така. на сите нешта. Сакав многу сакав да ама финанси треба. Немам финанси, нема Ајде, и невладини, млад. и млад Може сум, кога ќе бидеш малку да, повозрастен, има за тогаш. 4 години Има нека време. гледа таму за Инаку дека е Шаби добар пример и за помладите, сега ќе се уверите, ќе замолам тука на видеот зидот да видиме едно симпатично видео како изгледа Шаби, меѓутоа во мала варијанта. Да, ова е твојот внук, така? внука дека беше помало, тука игравме репрезентација нешто. И некој го маскираше всушност го тера од дома. да изгледа како тебе со овие мустаки. Добро, сакам некаде при крајот да те прашам за сите оние кои што можеби не следат интензивно одбојка. Дали каде можат да дојдат да гледаат одбојка во живо, ете може да навиваат за Вардар на пример. И кога, дали воопшто од сега има планови кога следен пат ќе се соберете заедно со репрезентацијата? Од позади ќе почнам ја на јас. Со репрезентација сме негде во мај-јуни таму играме. Има време. Да, има време Евролига во ако сакаат да го бодрат Вардар, моментално Вардар нема сала во Скопје, играме во Петровац, во село Петровац, мислам школата е Кочорацин се вика, нова сала. За жал немаме тука во Скопје. Не знам каква е ситуацијата однос од председателство, општина и како за да имаме сала во Сериозна, Скопје. добра, Да, убава но сала во ако Скопје, сакаат ван Скопје може во Петровац да дојдат, ако сакаат во Скопје има доволно стали, една е Дуња таму има добра екипа, Јанта Волеј, таму си се има женска, машка екипа, може да се бодри, секој викенд има таму во таа сала. Тие си се верните играме. навивачи се секогаш со вас, јас бев и се уверив, но се надевам дека и пошироката публика почесто ќе доаѓа да гледа одбојка и да засака малку повеќе одбојка, заслужувате да биде така. Се надеваме, Јана, ете, ние сме малце од третиот спорт, 2 европски, трето за јавноста да знае ќе биде во Скопје 2023, ние за тоа се припремаме, па тогаш мислам дека голем број ќе дојдат и тие што пишуваат лошо, добро за нас, ни се смејава, дали сум јад лично циркузан, друг дали е ладилничар или такви работи, ќе дојдат, мислам дека сите ќе не бодрат, дека се баш сме ние тие македонските спортисти што си ја представуваме нашата Македонија. Едни од нашите најголеми амбасадори, така е. Ти благодарам многу прво што прифати гостин да бидеш во Fairplay, второ за убавата енергија. Се надевам дека допринесовме и нашите гледачи малку подобро да запознаат. Ви благодарам. И се гледаме повторно, претпоставувам прво ќе се видиме на терен, а можеби во догледно време пак и во студио. Ви благодарам на поканата, Јана, телевизија Телно, па се гледаме Се гледаме во убаво следна само прилика. да дај Господ. Така е, се надевам дека така и ќе биде. Ова беше Дарко Ангеловски Шаби, еден од нашите најмаркантни одбојкари. Ние имаме денес уште една тема, актуелен е успехот на нашата екипа во Counter Strike. Дечките не представуваа на светско првенство и земаа злато. Деталите ќе ги дознаете веднаш после вашиот омилен дел, а тоа се рекламите. Вие гледате Fairplay на телевизија Телма и задоволство ми е што продолжуваме со една шампионска тема. Македонската Counter Strike екипа дојде, се врати од светското првенство во Израел со златен медал, што значи имаме светски шампиони, но малку повеќе за тоа дали спортовите се навистина и официјално спортови, за деталите како функционира нашата федерација и овие дечки, ќе дознаеме од председателот на Македонската еспорт федерација. Му посакувам добри дојде во Fairplay на Бобан Тотовски.
Фала. Како сте? Одлично. Ви го честитам успехот Златно. најнапред. Да, златно. Да. Убаво е, претпоставувам, нели, затоа што вие сте човек кој од пред многу години веруваше дека ќе дојдеме до оваа точка. Точно. Па уште од 2005 година го чекавме овој момент да се случи. Не се надевавме дека ќе биде баш прво по машко, дека одма ќе успееме златна медаља да освоиме, но со сите околности, со ковид, со можности за патување на светското, некако се поклопија коцките да се создаде одлична екипа која што имаше енергија до крај да издржи, да победи и појаки екипи од нашата. Да. Посебно со украинците мечот беше пресуден за да стигнеме до финалето и немам збори, уште не верувам дека успеавме да добиеме златен медал, а се уште не сме официјален спорт, а имаме златна медала на светско првенство. Мора да дојдеме до таа точка, посебно и заради повозрасните кои не следат, би рекла. Може би ќе се запрашаат што бара сега Counter Strike во емисија посветена на спорт и така натаму. Прво, кој е вашиот став? Зошто и кои карактеристики ги ставаат геймерите, така да се изразам, во категорија спортисти? Процесот на тренинг и на учество на надпреварите, дали играш шах, пинг-понг, тенис, одбојка или било кој спорт е ист. Нивото на физички напор не е ист, точно, но не е ист ниво стрелаштво или пукање со воздушен пиштол, па сепак се тоа спортови или билијардо. Сите други елементи на спорт, тимски дух, тренинг, надпревар, светски првенства, признанија од државни институции во поголем дел од државите во светот, постојат и се тука. Поентата е што луѓето го мешаат геймингот со е-спорт. Геймингот е како кога се играат деца фудбал умало. Да, рекреативно. Тоа е фудбал, ама они не се професионални фудбалери. Затоа имаш геймери, имаш е-спортисти. Тука е разликата. Е-спортистите се луѓе кои што професионално се занимаваат со тоа, Тоа живеат значи од тоа и секој тренираат. ден, како и секој спортист, одредува одреден дел од денот го минуваат во вежбање. Во понапредните држави, во понапредните тимови си има точен распоред, точна исхрана, психолози, тренизи физички, нели, затоа што треба да си физички спремен за да го издржиш ти тоа. Пошто некогаш, например, наши има еден ден кога играат 12 сата, со еден час пауза само. И успеаат да издржат дечките затоа што се физички спремни, затоа го направат. Значи она небулоза дека сите геймери се, не знам, 100 кила и дека седат дома и дека не се социјални типови, тоа е све нешто што не постои, тоа е старо. Како ќе го прокоментирате моментот со финансиите? Не можеме да ги одбегнеме зашто се составен дел од приказната. Значи одредени спортови, да не речам поголемиот дел од спортовите, немаат такви финансии, такви премии, се случува и баш конкретни ситуации каде најпознатите спортисти во моментот во светот добиваат, да речеме, помалку пари на освоен турнир, отколку ако победите на некое вакво надпреварување. Дали таа е причината поради која што се повеќе луѓе го сакаат ова или самата природа на ова занимање? Ајде да го Е-спортот е нешто што е од заедницата. Значи не го контролира никој. Дури ни федерација, дури ни издавачите на игрите, ни Олимписки комитет, никој не може да го контролира и тоа е најголемата сила на спортот. Големите награди кои што се даваат од бизнис аспектот и тоа е само да кажам топ 3% од луѓето имаат шанса во својот живот да стигнат до тоа ниво, да освојат толку големи награди. Секако е добро за промоција и за нас, затоа што колку се повисоки наградите на врвното ниво, толку ние можеме овие почетните нивоа да ги развиваме подобро како што треба. Структурирано, со едукација, со исхрана, со се да знаат дека не треба да седиш 20 сата пред компјутер и да тренираш, нема да станеш подобар геймер. Си има, нели, рецепт и формула како тоа се постигнува. И ние сме тука за тоа да почнеме, се надевам, веќе од следната година и официјално. Што попрофесионално да го правите. Мислам дека е време да ги слушнеме момците. Бевме да ги видиме, запознаеме и да снимеме малку со нив. Ајде да чуеме што кажаа пред нашата камера, потоа продолжуваме со разговор. Одеднаш одекна сета таа вест дека сме светски шампиони, на некој начин бевме воодушевени од самото тоа, па е полека се смирува страста и еуфоријата, но се уште чувството е феноменално. Да, верувам дека е така. Александар, Јане, Дамјан, кои недостасува, сакам да ги представиме и поздравиме останатите кои се заслужни за успехот. Па да, недостасуваат Павле и Кристијан. Тие се исто едни од репрезентативците со кои учествувавме на светското првенство, поточно познати како Стайлс и Фодор.
не беше воопшто лесен, се започна првиот дел во групната фаза, каде што игравме против Словачка и Мексико. Ја поминавме групата како втори, продолживме во плейофот, каде што повторно се сретнавме со Словачка, овој пат ги победивме за разлика од групната фаза. Потоа следуваше нов меч против Косово, кој исто така добивме прилично лесно 2-0. После тоа игравме против Романија, например кој за жал кој изгубивме, но поради тоа што беше фазата, форматот беше double elimination, не испаднавме, имавме нова шанса. След например беше против Украина, кој што беше наш најтежок. Еден од клучните например. Да, тешки противници. Најтежок противник на првенството, победивме едва што се вика и со тоа се квалификувавме во финалето, каде што повторно се сретнавме со Романија, но овој пат беше поразлично и победивме 2-0 и така станавме шампиони. Moje teammates let him go boosting. Money on the mind and we're down with the soda. Every day we got Кои се всушност главните вештини што треба да ги има еден играч или геймер, попопуларно кажано, кој што може да го дефинира на некој начин како спортист? Па реално за се бара кондиција, значи кога играте нон-стоп по 6-8 сати секој ден, стекнувате кондиција каде што морате да работите и тоа е тоа, значи нема застанување, играте до крај и тоа е тоа. Јане, колку најдолго седевте во едно исто место практично на светското? На светското, па ја би сакал да го истакнам оној вториот ден, каде што за жал бевме приморани да седиме дури 12 часови од 8 забајдето до 8 навечер. Доста исцрпувачки ден, но одлучивме да се избориме до крај. Најс! Тоа е тоа. Гледам позади чугла. Имавте премија, мора да споменам, висока од $10,000. Вакви премии се уште нема во голем дел од другите спортови. Паричната награда, мора да напоменам дека е од големо значење, како и во секој спорт, така и во нашиот, бидејќи покрај онаа слава која што се закитивме со златен медал, парите додаваат само на повеќе самодоверба и мотивација за да продолжиш да го работиш она што го сакаш и воедно и да уживаш во тоа што го работиш. Поред мене, јас искрено би ги насочил парите исто во подобрувањето на опремата, на некои работи кои што ни се потребни за исто подобрување на индивидуалната игра, на крајната на помош на најблиските и тоа е тоа. Да, задоволство ми е што сето ова го гледаме и слушаме. Имаме со што да се гордееме. Да позборуваме сега зошто еспортовите не се се уште официјален спорт и олимписки спорт. Што е тоа кое што е дискутабилно или се мониторира за да го добиете тој статус? Се обидам на едноставен начин и накратко да објаснам. Значи во светот еспортот е признат во 67 држави моментално и тој број постојано расте како што расте популарноста на спортот. Кај нас не имаме аплицирано веќе во Агенцијата за млади спорт. Очекуваме одговор, правиме да речам fine tuning, штелување на прописите и пропозициите за надпреварите, посебно во делот на игри во кои што се вклучува потенцијално насилство. Значи сега знаеме дека тоа Counter-Strike на пример. Како Counter-Strike на пример, ама па сега кога ставиме и боксот тука понасилно од боксот нема, нели? Затоа нели тоа е веќе перспектива кој како од која страна гледа на работите, но ние како федерација нормално имаме пропозиции за тоа дека не сме да се под 18 години, дека има начин како тоа се прави, дека не смееме да дозволиме малолетни да присуствуваат и да го гледаат тоа. Значи има начин, ги пишуваме сите тие работи, очекуваме дека за месец-два ќе биде. Инаку сме членка на Македонскиот олимписки комитет од пред година и пол веќе, значи еден чекор е направен кај нас. Не сме полноправна членка со право на глас, но сепак сме дел од тоа семејство веќе. Ќе станеме дел и од спортското семејство кај нас. И пред се навеќе ни требаат искуствата од другите спортски федерации како правилно да го направиме ова. Да ние сме спорт, ама они се они си се во тоа да. веќе подолго, тоа е нивниот терен и малку сакаме да научиме од нив. Јас верувам во овие зборови и очекувам во иднина се поголем и поголем замав да има сето ова. Пак ќе кажам затоа што пред многу години кога слушнав приказнала еве сега се остварува. Накратко, родителите на овие деца како реагираат на тоа што тие го прават? Видов фотографии ќе ги видат и нашите гледачи со транспаренти, пречак, дали
тоа значи дека имаат поддршка? Затоа и успеаат децата, затоа што имаат поддршка од своите родители. Многу е важно да им се даде поддршка на децата и да им се даде насока како тоа правилно да го прават. Дали преку тренер, но и родителите се клучен елемент во тој фактор. Јас сум родител на 9 годишно дете кој што исто игра цело време. Мачиме се, убедуваме се, бориме за нели да го ограничиме времето на играње, но не му го тргнувам тоа, затоа што сепак е нешто што во иднина може да биде и кариера, може да биде и пасија, може да биде и хоби и треба да биде контролирано направено и многу е важна поддршката од родителите. Да нема таква поддршка, ќе се стискаа, немаше да бидат опуштени и немаше да дадат толку максимум. Ова го направија и за да ги направат родителите горди. Замисли колку луѓе ми викаат на родителите, аве детето ти игра игрички, се зафркава, еве сега ги со златна медаља се вратија, да. Имаат признание секоја чест уште еднаш. Ќе го завршиме разговорот со она што се следни, ваши, па ајде да речеме и наши предизвици. Каде следно ќе настапат наши представници во овој спорт? Значи официјално представници за наредната година имаме на 3 големи надпревари. Првото е Адрија спорт федерација имаме, значи ќе имаме Адрија првенство, имаме Европски куп на нации и ќе го имаме светското првенство. За Адрија и за Европа не знаеме кај ќе биде, но светското знаеме дека ќе биде на Бали, во Индонезија, на многу екзотично место. И мислам дека веќе сите што знаат, играат игри кај нас, се спремаат за квалификациите, за нашите квалификации, за кои ќе биде тимот што ќе представува Македонија. Таму ќе присуствуваат преку 120 држави и ќе има повеќе од 1000 играчи и ќе биде најголем еспорт настан офлайн во светот. Значи имаме, не сме од оние настани што имаат најголеми држави, најголеми награди 40-60 милиона, но ќе имаме најголем број на учесници од најмногу држави од цел свет. Чест е да се биде дел од вакви големи настани и ви посакувам во иднина во што поголем бројот такви надпреварувања да не представувате. Посакувам среќна и успешна работа, а и пред да одите таму, се надевам и од кога ќе се вратите, секој пат кај нас сте добре дојде. Секако. Ви благодарам многу за убавиот разговор. Уште еднаш честитки до овие момци со убава тема, со успех ќе го заокружиме нашето денешно дружење. Ви благодарам од срце што сакате спорт, следите спорт и се гледаме повторно следната сабота во 19:15 на Телма. Имајте убава вечер.